Во Словенија оваа атмосфера е речиси секојдневна, особено за време на зимските денови. Кога ќе падне снегот, ако се најдете на кое и да е повисоко место во оваа република, првиот впечаток е дека градовите останале полупразни. Планинските падини се преполни со луѓе. Од утринските часови се до вечерта зимските туристички центри работат без престан. Шаранилото од облеките за скијање што ги имаат на себе сите луѓе што дошле да се раздвижат по еднонеделното работење, предизвикуваат восхит. Преку зимата во Словенија речиси се е во знакот на зимските спортови, се разбира за време на деновите за викенд. Се во ова го овозможува безпрекорната организација на луѓето што работат за ваков вид рекреирање, за ваков вид задоволство во зимското спортување. Поголемиот дел од луѓето што доаѓаат на скијање се со сопствени автомобили. Но исто толку удобно на овие падини пристигнуваат и оние што немаат автомобил или пак сакаат да дојдат со некое друго превозно средство. Кога веќе пристигнале до смучарскиот центар, жичарниците и скилифтовите им овозможуваат неограничено скијање. Ако со себе не понеле ништо за јадење, тука се задолжителните планински кукички или како што словенците ги наречуваат окрепчилници. Во нив по пристапна цена има топли јадења и топли напитоци за враќање на потрошената енергија. По одморот пак продолжува активното одмарање, скијањето, се до 17 часот. На крајот од денот следи враќањето дома за оние што дошле само за еден ден или одмор и забава во хотелите за оние што остануваат повеќе. Во целиот овој вриеж од активно одмарање, покрај вообичаената атмосфера во хотелите, со сите програми по баровите, некако одвоено од планинските села, а сепак во рамките на овој вид туризам, од пред неколку години во Словенија се повеќе се чувствува стремежот за така наречениот селски туризам. Всушност, тоа е обид за враќање на мирниот селски живот, најверојатно токму затоа што оваа динамика на животот во градот, оваа динамика на индустријата го потиснала селото со сите негови карактеристики. Но како сето тоа изгледа? Еве во оваа емисија да се обидеме да видиме каков е тој селски туризам, за кого од Словенија се повеќе се слуша и кој особено е развиен во близината на Шкофја Лока, во селата на смучарскиот центар Стари Врв. Се разбира, но ѓава преку зимата. И јас почнав да размислувам и во летото да дојдат во нашиот крај. И самите мислевме дека овде не само за зимска сезона, туку да имаме и летниот туризам. Потоа го продолживме и в лето, па некако имаме врска со светот. Се поврзавме со разни краишта. Кај нас сакаат да доаѓаат и туристи од крајморските места, Сплит, Риека, Порторош и така натаму. Заради снегот ни го продолжија распустот. Со татком и со сестричката дојдов на Стари Врх, каде се скијаме. Живееме во селска куќа, кај Жгајнар. Храната е добра, убаво ни е. Собите се убави. Ќе останеме до неделата. А ако врне многу снег, ќе си одиме веќе во петок. Да, како што рече ќерка ми, дојдов со нив двете. Зашто училиштето го продолжи распустот заради тоа што падна снег. Дојдовме овде на Стари Врх, како во домашна средина.
И туризмот е домашен. Бидејќи снегот токму што падна, уште нема толку гости, но веројатно ќе дојдат уште. Цените се подостапни отколку вход. Јас веќе трета година сум овде. Мошне ми се допаѓа и се надевам дека уште многу пати ќе дојдам. Бидејќи е мошне интимно, срдечно и затоа сите мошне добро се чувствуваме. Храната е вред, патеката за скијање е извонредно добра, како за децата, така и за големите. Ние денес веќе имаме постигнато мошне многу во селскиот туризам. Задоволни сме, зашто човек малку повеќе доаѓа во контакти. И второ, има и добра заработувачка, која ми е добре дојдена на селаните. В лето исто така ни е полесно, зашто луѓето доаѓаат со нас на нивата. Ги интересира како се работи. Некои малку ќе помогнат во работата, околу тревата, го гледаат добитокот, гледаат како се крми, како се молзе. Сето тоа нив ги интересира. Има мајка и жена кои се грижат за храната, готват, се уредуваат за туристите. Јас најмногу ја обработувам земјата и на луѓето од градот можам да им покажам како изгледаат селските работи. В зима, ние ги советуваме туристите дали можат да одат на скијање. Им подготвуваме карти за скијање кои важат 3 дена или повеќе од 3 дена. Може да се добие карта со попуст за 5000. Инаку, еднодневна карта чини 8000 динари. А ако е кај нас 3 дена или повеќе од 3 дена, тогаш добива карта за 5000 динари дневно. Потоа ние ги советуваме. Јас како скијач од млади години исто така одам на Стари врх. Понекогаш, ако некој од нив не умее да скија, му покажувам како се прави тоа, така што може да си ги зачува нозете, да не ги скрши. Мојата главна работа е на требникот, во шумата, а имам и работилница во која можам да го поминам она малку време, кога немаме туристи. Се грижам за храната. С нами послужува од изутрина од 9 одат на скијање, потоа се враќаат, добиваат ручек, потоа малку се одмараат, потоа пак на скијање. Навечер добиваат вечера од 7 до 8 часот и имаат подготвени топли соби, а имаме домашна храна. Месо, кокошки, јајца, млеко, компири, салата, се е домашно. Бев на селски курс, таму учевме само за туризмот и за чистотата, како се послужуваат гостите, како се сервира, како се подготвуваат постелите
kako da gi primame gostite i koga si odat, kako da gi isprekjame. Селскиот туризам всушност започна да се развива тогаш кога на Стари Врх го изградија системот шичарници. Во зима доаѓаа доста луѓе на скијање. А освен скијањето, сакаа да добијат и топла храна. Заради тоа селаните почнаа да издаваат соби, зашто луѓето сакаа што подобро да го искористат времето, да не мораат да се возат до скијачките патеки и така подолго да останат тука на свеж воздух. Туристичкиот центар Стари Врх почна да се гради 1970 година и до сега е изградена една двоседишница и една влечница. Стари Врх е оддалечен од Шкопје Лока 15 км, а од Љубљана 35 км. Тој е најблизок таков центар до Љубљана и затоа има достатно посети, пред се во попладневните часови и во саботите и во неделите. Капацитетите на Стари Врх се следните. Седишницата 907 на час, а влечницата 1008 на час. Висинската разлика и должината на седишницата е следната. Седишницата е долга 1450 метри, 456 метри висинска разлика, а влечницата е долга 830 метри и 430 метри висинска разлика. Седишницата и сите апарати на влечницата работат практично цел ден, без оглед на бројот на скијачите. Сакаме да го задоволиме и најмалиот број скијачи. До сега на Стари Врх има околу 50 хектари скијачки патеки, меѓу кои можеме да се пофалиме. Ке имаме патека регистрирана при ФИС организацијата, како и патеки за велеслалом и слалом. Тоа значи дека патеките се одлично подготвени и погодни за секој скијач. Може многу соработуваме и со така наречениот селски туризам. Имено Стари Врх има височина од 1580 до 1200 метри. На височина од 800 метри е селото Запревал и околните села, каде се развива така наречениот селски туризам. На самите скијачки терени имаме организирана и горска спасувачка служба, која ја обезбедува алпинистичкиот одсек од Љубљана. Тука се само признати алпинисти, така наречени хималајци, кои преку целиот ден дежураат на патеките. Имаме организирано и целодневна скијачка школа, односно неделна, а и еднодневна, како и детска градинка. Нашата агенција подготви неколку такви пакети за млади кои сакаат да се скијаат. Тој пакет содржи превозот од Шкофја Лока до жичарницата на Стари Врх, потоа целодневна карта за жичарницата и топол оброк. Цената на такиот пакет е 85 нови динари, а учениците може да добијат пакет ако ги има најмалку 40 и од тоа можеме да нарачаме автобус што ќе ги доведе до жичарниците.
сме од 6-та Љубљанска гимназија, сега имаме распуст и се собравме малку да се скијаме. Превозот е вред, доаѓаме со автобус до Шкофја Лока, потоа се преместуваме за на Стари Врх. Но ние сме помала група и затоа не можеме да добиеме такви карти, а ако се земе посебно карта, тој мошне скапо. Потоа и за храната, за сега е така. А ако биде и натаму така, тогаш не знам. Дојдовме изутрина, потоа тука во куќата, каде ги оставивме ранците. Потоа се спуштавме кој како можеше, некој повеќе пати, а некој помалку. Потоа дојдовме тука, си нарачавме така нешто скромно, а сега ќе тргнеме дома, ако има некој автобус да не врати. Јас не знам да се скијам и паднав. Тогаш дојде еден човек кој ми помогна да дојдам до домот. Тука се одморив, зглобот ме болеше, но сега се е вред. Тука и за безбедноста се погрижила. Откако изутрината се наскијавме, дојдовме да се освежиме. Тоа е селска гостилница и толку се најадов што по пладнето веќе не можев да се скијам. На пријателите од Македонија ми спраќаме поздрави и сега ќе им запееме една песна. Со тисте стезице, што часи биле, zdaј paraste grmoje in zelene travi. Zdaј paraste grmoje in zelene travi. Оваа група ученици за време на редовниот школски одмор не можеше да скија бидејќи немаше снег. Кога дојде време школските часови да започнат, снегот падна. Чувте дека на поголемиот број училишта, поради тоа што снегот падна подоцна, зимскиот распуст им беше продолжен за една недела, со тоа што тие 7 дена ќе бидат надокнадени на крајот од школската година. Оние училишта пак што не го продолжија одморот, организираат спортски денови и така и тие не остануваат без тоа нивно задоволство, скијањето. Кога се враќавме назад, покрај патот што беше полн со автомобили, на кои задолжително се наоѓаа и скиите, бевме особено задоволни кога го забележавме и ресторанот каде што можевме да се напиеме од ова обично турско кафе, што го пиеме овде кај нас, зашто во Словенија тоа речиси веќе и не се прави. Во словенските ресторани се служи само експрес кафето. Јадењето исто така се разликува од нашата македонска кујна. Селскиот туризам и тука се разликува, зашто домакинката на своите гости им подготвува јадење по желба, значи исто такво како што би можело да се добие и во овој ресторан на македонецот во Словенија. Во нашата република има се повеќе камп прикупки и љубители на овој вид туризам. По завршување на летната туристичка сезона, проблемот околу чувањето на камп приколките е се поприсутен.
особено за оние кои живеат по стамбените згради. Тие ги паркираат на паркиралиштата, им го одземаат и онака малото место за автомобилите, а за нивната безбедност зборуваат се почестите пријави во милиционерските станици за убивања и кражби на делови од нив. И на крајот, Македонија има два производители на камп приколки, кои за да обстанат треба да ги продаваат. Впрочем, материјалната оправданост за купување на приколката е незиното користење преку целата година. Речиси во цела Европа постои таква практика. Камп приколката да се стационира на одредени излетнички места или летувалишта и да се користи преку целата година, особено за време на викендите. Нашата редакција ги избра намерно најекстремните услови во студените зимски денови во зимскиот центар Маврово, за да докаже дека приколката може да се користи преку целата година. Од фабриката Браќа Кошулчеви од Тито Велес добивме една приколка на расклопување од тврд материјал од типот кампер, која поставивме пред житарницата во Маврово. Како и многу пасионирани скиори, така и јас скоро секоја сабота и недела доаѓам во Маврово. Приколкова во која што преноќеваме и во која што сме преку целиот ден, можам да кажам дека ги задоволува скоро сите услови, бидејќи престојот во хотелите и одморлиштата им е скап. Во приколкава е многу ефтин и доколку би се изградил автокамп, јас сигурно дека ќе набавам една. Условите во приколката се многу добри, пред се во однос на домакинството задоволуваат, затоа што може на брзина да се припреми се што ни е потребно, така да не губиме време и во однос на скијањето. Во неја е доста топло, навечер и не мора да, преку ноќе не мора да се затоплува. Може едино да смета тоа што е на расклапање, па на оние делови каде што се споевите, обично кондензира малку влага од самото готвење, но тоа е минимум во однос на она што таа ни пружа. Потребата за изградба на кампови во кои би се чувале приколките преку целата година и би се користеле како викенд кукички е неоспорна. Некои одговорни фактори во Маврово веќе начално ја прифатија оваа идеја, но таа треба да се разработи и да се оствари со здружени средства. Туристичките организации, општините, угостителските организации и стопанските организации кои произведуваат приколки мора да најдат заеднички јазик и со здружени средства да изградат повеќе вакви кампови во Македонија за чување на приколките преку целата година. Тогаш луѓето со својата приколка ќе летуваат каде што сакаат во Европа, а преку целата година со мал материјален надоместок за чување во кампот ќе имаат пријатна викенд кукичка.